Денешната пресконференција на Самостојниот синдикат за образование и наука и култура на Република Македонија ја организира на тема неисплаќање на дополнителни средства за зголемен обем на работа на работниците во основното образование во период на пандемија, така како што е познато на јавноста, се донесе нов план за реализација на наставата во основните и средните училишта по протоколи кои што ќе не штитат или ќе ги штитат вработените од вирусот COVID-19. Согласно тие протоколи, согласно тој план за работа, сите паралелки кои што броева поголем број на ученици се делат на две групи, односно работна група или паралелка не смее да биде поголема од 15 ученици. Не беше мал бројот на паралелки кои што се поделија во две групи, не е мал бројот на наставници кои што реализираат настава истовремено со двете групи. На тој начин се зголемува двојно работата на наставниците, за кое што согласно закон и согласно колективен договор треба да има надокнада за зголемен обем на работа. Согласно законот за наставници и стручни соработници, работното време на наставниците од 40 часа, како што е согласно закон за работни односи, се дели на 20 до 23 наставни часа, значи работа директно со деца, и останатите часови до 40 часа се за други програмски активности кои што исто така со закон за наставници е тоа што кажано што се работи. За жал, институциите на системот не ја препознаа зголемениот обем на работа на наставниците и игнорантски се однесуваат кон овие работници кои што имаат потреба за исплаќање на овој додаток на плата. Министерството за образование и наука има префрлено средства за оваа намена до локалните самоуправи, до општините, кои што треба да ги проследат до училиштата и да се затвори проблемот. Меѓутоа, за жал, по сите наши информации кои што доаѓаат и од синдикалните организации и од општините, наводно нема средства за тоа и од таа причина не се исплаќа. Впрочем, нас и не треба да ни интересира дали има или нема, дали има пари од Министерството или од општината или од училиштето. Нас не интересира да се почитуваат законите во државата и да се исплатат наставниците и сите оние други кои што имаат зголемен обем на работа. Во оваа прилика сакам да потенцирам дека со овој проблем благовремено беше запознаен и директорот, и училишниот одбор, и секако од кога добивме негативен одговор и од овие две институции, се обративме до трудовата инспекција, каде што бевме убедени дека ќе констатира зголемен обем на работа или прекувремена работа на наставниците. Меѓутоа, за жал, морам да подлечам дека трудовата инспекција во овој период се покажа тотално нестручно и непрофесионално во однос на тоа што не можеше да препознае дека наставниците работат двојна работа. По таа причина, навистина, се губи вербата во институциите и луѓето практично губат верба за живот и за престојување во државата. Ова е трагично, ова е страшно. Истото или многу слично се случува и во детската заштита, каде што исто трудовата инспекција беше повикана да направи увид во однос на работното време, каде што воспитувачите и негователите се приморани да работат по 8 часа и тука не најдоа зголемен обем на работа, не најдоа прекршување на закон, не најдоа прекршување на закон во однос на приправничкиот стаж на приправниците во детската заштита. Се ова упатува дека нападствија за работа на трудовата инспекција веројатно има од некој центар кој што кажува како да се однесуваат. По таа причина јас навистина ги жалам такви инспектор на труд кои што треба да констатира ситуации согласно закон, а тие се веројатно приморани да прават записници кои што не соодействуваат со реалната слика и на тој начин, реков, паѓа морал, паѓа
достоинството, паѓа кредибилитетот и кај граѓаните и кај самите институции. И на крај, заради ваквата ситуација, сакам да информирам јавноста дека веќе во некои училишта се донесени и одлуки за штрајк, односно за незавршување на учебната година, доколку до 1 јуни, односно во платниот список кој што се изготвува деновиве, не се израчуна и не се пресметаат сите оние средства кои што им се должат на наставниците. Од таа причина уште еднаш апелирам до сите локални самоуправи, до сите училишта, до Министерството за образование, нека најдат што побрзо решение за настанатиот проблем. Во спротивно, учебната година во голем дел на училишта нема да заврши, а веројатно и по пат на солидарност можеби и во целото основно образование учебната година нема да заврши. Тоа ќе значи дека освен тоа што 10 јуни нема да го дочекаме, се до исплаќање на овие средства нема да се изготвува педагошка документација, свидетелства нема да се изготвуваат и така натаму.